О, другарки, од каде ви овде? Ме изненадихте, од каде ви овде? Па да го да гледаме твојот настап, одлично беше. Да, супер беше. Пријатно сме изненадени. Ви благодарам. Но зашто не ни кажеш за оваа новост, па ние сме твои најдобри пријателки? Епа, се беше на брзина. Утрово отидов во студиото на Торо и го снимивме дуетот. Сега, не знаете и мене и не сакам многу да се фалам. Да, но одлично беше. Ова е нешто посебно. Ти се оствари желба која што долго време ја посакуваше. Да, ми се оствари желбата. И Магда има нешто да се пофали, нели Магда? Да, има. Имам работа. Работам како секретарка во нашата полициска станица. Многу се радувам за тебе. Работи со познати детективи, како например детективот Прцко. Не ми го спомнувај, тој никаквец. Што? Зошто никаквец? Чекај, ти го знаеш него? За жал да. Па, јас имам запознаено со Прцко. Тој ми изгледа како фин и културен човек. Па, и не е баш така. Па тој не е само туку така прогласен за најдобар детектив. Што се случило? Долга приказна. Ќе треба се од почеток да ви раскажувам. Немам многу време. Моника, ние ќе одиме во студио, завршивме. Доаѓаш или... Ќе дојдам подоцна. Подоцна, добро. Добро, пријатно. Деси, ајде! Ајде сега имаш време, ајде раскажи ми. Добро. Епа вака. Еден ден го запознав детективот Прцко во кафеја. На прв поглед ми изгледаше како добар и фин човек. Се договоривме да излеземе во новиот караоке клуб. И тука дојдов, јас го чекав. Го чекав еден час, но него го немаше да дојде. Ме остави тука да чекам како глупач. За среќа дојде Торо, се запознавме со него. И потоа дојде Прцко, замислете, направи сцена, дури го нападна Торо. И така јас и Торо се излеговме, го оставивме Прцко зад нас. Но ми споменуваше некое писмо од Њујорк, ништо не го разбрав. Знам, па такво писмо пристигна во нашата полициска станица. Нудата работа таму. Затоа тој беше избезумен вчера. Да, сигурно заради писмото. Сигурно. Моника, мора да се смирите. Но јас го немам ни неговиот број, не знам ни каде живее. Па ако те сака, сигурно ќе те најде, ќе ти се извини. Но да ме сакаше, немаше да ме остави тука да чекам. Па сигурно бил шокиран од понудата и заборавил на се. Па чекај, ти работиш со него, ти го имаш неговиот број. Ај да, сега ќе ти го дадам. Барај го веднаш. Ало. Ало, Прцко, јас сум Моника. Кој Моника? Те молам, сослушај ме, сакам да ти се извинам. Што, да се смириме? Како бе да се смириме? Сакаш ли со мене и со него истовремено? Бегај бе таму, ојде, бегај, мрш! Но, Прцко, ало? Што е? Не исклучи. Исклучи. Шефе, јас одлучив. Одам за Њујорк. Сигурен ли си? Сигурен сум, шефе. Последен пат те прашам. За ова треба да бидеш 100% сигурен. Шефе, овој пат нема враќање. Одговорив на понудата за да одам во Њујорк. Прифатив.
Резервирав и карта за во Њујорк. Агентите таму ме очекуваат. Дури разговара со шефот на главната полициска станица во Њујорк. Утре наутре во 8 одам за Њујорк. Мојата приказна во Тетово како детектив заврши. Но да знаеш, ако не успееш во Њујорк, вратите тука секогаш ќе ти бидат отворени. Ви благодарам, шеф. Ви благодарам многу. Ало, шефе, ви благодарам за букетот. Многу е убав. Што? Не е ваш? Не е ваш? О, Киро. Како можев да бидам толку слепа? Цело време беше пред мене, а јас тоа не го забележав. Киро е заинтересиран за мене. А јас цела затрескана во шефот, тоа не го ни забележав. Морам да возвратам на гестовите на Киро. Иако е несмесен, симпатичен е. И што е најважно, се добар човек е и искрен. Мислам дека треба подобро да се запознаеме. Ке го заборавам шефот. Тој не ме ни погледнува.
Ma gde? Mi se dopadjaš. Ајде да одиме на вечера. Ти мене ме покануваш? Зошто да не? Хубаво, ќе размислам уште подобро. Вместо ја да собирам снаге, ти мене ме покани. Да одиме. Пријатели мои. Пријателе, еве ние дојдовме овде да ти испратиме тебе. Шефе, па мене не ми работеше фиќава, бе. Па тогаш додиме со мојот автомобил. Нема проблем. Прцко, влези ти, јас ќе ги наместам коферите. Добро, шефе. Слава, Моника. Моника! Шефе, што правите тука? Ви кажав дека повеќе не сакам да видам. Прцко, смири се. Нема да се смирам. Што прави таа тука? Зошто? Зошто е тука? Зошто? Прцко, смири се. Како бе да се смирам? Како да се смирам? Прцко, но јас... Нема на ти! Нема на ти! Ти ме излажа, ме измами! Шефе, ви кажав дека повеќе не сакам да видам. Зошто ме местите? Зошто ми работите позади грб? Зошто, шефе? Зошто? Прцко, те молам, смири се. Не мора вие двајца се смирите, но само сослушај. Сослушај, да не ти биде криво подоцна што не си ја сослушал.
Еве, се слуша, па после веднаш одиме на аеродром. Ти ветува. Нема да ја сослушам. 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 Нема. Добро, де. Добро, ќе се слушам. Но, биди кратка. Види, Прско, ние двајцата бевме во големо недоразбирање. Мора да го разјасниме тоа пред да заминеш. Јас не сум во врска со Торо. Може би, ние двајца снимивме дует, но мене тоа ништо не ми значи. Јас не сум во врска со Торо. Па затоа тој вчер леле колку сум бил бурала. Не си те бурала. Сето ова беше големо недоразбирање. Кога се ставив на твоето место и кога размислив како сум постапила, како ти било тебе, сватив дека многу сум погрешила и поради тоа многу ти се извинувам. Се надевам дека ќе ми простиш. Моника, јас ти простувам, но веќе е премногу досно. Јас тргнувам за Њу Јорк. Имам резервирано билет. Зошто не ми оказала порано? Зошто ти не сакаше да ме сослушаш? Но Моника сега досна, јас одам за Њу Јорк. Таму ме очекуваат агентите. Но знаеш ли што? Што? Јас за тебе би дошла во Њу Јорк. Мене не ми е важно каде ќе живееме доколку сме заедно. Но ако мислиш дека не заслужувам да одам со тебе во Њу Јорк, тогаш остави ме тука. Нема да ти го попречам патот. Сега се е во твои раце, ти одлучуваш. Шефе, имате ли малку време да одиме до Моника да се спакува? Но јас веќе се спакував. Гледам се смиривте, Прцко. Ти реков јас, ајде да ги ставиме куфарите во багажник. Од каде знаете сите за ова? Епа, Моника им кажа на своите другарки, Магда и Силва, за се што се случило помеѓу вас. И ние скроевме план. Сега ве вратиме тебе и Моника заедно. Знаевме дека твојот автомобил нема да работи и затоа ја ставивме Моника во мојот автомобил. Што е најважно, овој план успе. И сега вие пак сте заедно. Што би правил јас без вас? Ќе останеш ерген, Прцко! Си отиде. Магде, за кога ја договоривме вечерата? За вечерва? За вечерва? Да. Одиме?